Ова издание. Европа и Америка со различен успех се справуваат со пандемијата. Што мислат жителите на двата континента? Македонски државјани помагаат во градење бунари и чешми во неколку африкански држави. Истражувачки центар за делфини. Научниците ги откриваат тајните на овие интелигентни цицачи. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Постојат големи разлики во јавното мислење околу тоа како западните држави се справуваат со пандемијата, но и околу сигурноста и безбедноста на вакцините против коронавирус. Следниот извештај е од Лондон. Во Европа и САД има само неколку области кои не се погодени од пандемијата. Цената по човечкото здравје е огромна, а економиите се затворени. Општествата се замрзнати. Но истражување на Американскиот центар Пју открива различна перцепција во јавноста за тоа колку добро западните влади се справуваат со пандемијата. In Germany, for instance, 77%. Во Германија, на пример, 77% од граѓаните мислат дека државата добро се справила со пандемијата досега. Во Обединетото кралство, САД и во Франција мислењата се поделени. Во САД, на пример, 58% од испитаниците веруваат дека државата лошо се справила со пандемијата. Истражувањето било спроведено во ноември и декември 2020 пред председателот Џо Бајден да ја преземе функцијата во јануари и на самиот почеток на програмите за вакцинирање во САД и во Велика Британија. Европската унија е многу побавна во спроведување на овие програми. Во оваа клиника во Париз има фрустрации поради одложувањата. Ние сме мобилизирани и подготвени да ги прифатиме луѓето, само што немаме вакцини. Ова е целосно опремен центар, но празен. Франција и други членки на ЕУ сметаат дека процесот на одобрување на вакцините не треба да се брза за да не се изгуби довербата на јавноста. Франција има едно од највисоките нивоа на скептицизам за вакцини во светот. Неодамнашно истражување покажа дека само преку 40% од возрастната популација има намера да ја прими вакцината. Председателот Емануел Макрон неодамна ги одби барањата за задолжителна вакцина. Центарот Пју ги праша испитаниците за нивниот став во однос на задолжителната имунизација. Во трите држави каде го поставивме ова прашање, повеќето од луѓето одговорија дека тоа не е прифатлива идеја. На пример, на 75% од испитаниците во Франција не им се допаѓа идејата владата да воведе задолжително вакцинирање. Во Обединетото кралство има најголем процент на прифаќање на задолжителна вакцина или 62%. Во Британија, програмата за вакцинирање се спроведува брзо со преку 12 милиони луѓе кои досега примина прва доза од вакцината. Британија исто така се соочи со нависока стапка на смртни случаи во Европа. Локалните избори закажани за мај ќе бидат референдум за тоа како валата се справила со пандемијата. Македонски државјани помагаат во изградбата на бунари и чешми во повеќе африкански и азиски земји. Мики Трајковски јавува за оваа хумана мисија. Ова повеќе члено семејство од Пакистан конечно доби чиста и безбедна вода за пиење. Сега ќе нема потреба да патуваат со километри за да ја изгаснат джетта. Благодарение на добронамерници од Северна Македонија кои донираат средства, тоа сега се изградени повеќе од 500 помали пумпи само во Пакистан. 26 годишниот Сеид Сеидиу од дебарското село Скудриње, кој е еден од иницијаторите, вели дека донираат не само локални жители од земјава, туку и селеници во странство. Таква пумпа или чешма, значи ја користат локално во неколку 3-4 околни куќи што се. Изградили и 40 на поголеми бунари во Африка, во Уганда, Зимбабве и Судан, од кои со вода за пиење се снабдуваат цели населби, од каде желбата и идејата да се помогне. Ние посебно во нашиот крај често се случува имаме некој проблем и недостаток на вода и знаеме како е во денешно време да се случи час, 2, 3 да немаме вода и одма не фаќа паника. Замислете луѓе што живееле пример години без да имаат чиста вода за пиење. Некој да треба да патува километар или 2 за да дојде до вода за пиење. Сеид вели дека се почнало пред неколку години, кога во комуникација со луѓе од Босна кои веќе правеле бунари, направиле неколку поголеми во Африка. Собирале донации, но интересот вели станува се поголем.
кој е во можност донира бунар, дали чешма од помалите. Поголемите во Африка се 900 евра, помалите се по 350 евра, тие се чешми кои ги правиме во Пакистан. Но не само бунари, изградени се и две џамии кои го носат името Македонија, едната во Уганда, другата во Зимбабве. Има луѓе, значи кои нормално обавуваат 5 пати молитва кај муслиманите, тоа знаеме, но најблиската џамија значи некаде им била 10 до 15 километри. Ни понудија, значи ако може да се собере одредена донација за да се направи џамија во местото каде што живеат. Јас значи она самоиницијативно пробав, известив некои мои пријатели, пошто сами нормално значи сумата беше малку поскапа и не можев сам да си го дозволам тоа. И значи брзо за околу недела-две се собраа средствата и ја уплатиме џамијата. Следниот нивни проект е изградба на дом за две фамилии во Пакистан, едно од подрачјето Вели Сеид, каде доста луѓе и назима живеат под чатори. Негова желба еден ден директно да ги посети овие краишта и на лице место да се увери во се она што успеале да го направат. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. На Флорида се наоѓа еден од поголемите истражувачки центри за делфини. Таму научниците се обидуваат да ги откријат тајните на однесувањето на овие високоинтелигентни цицачи. Делфините се, како што велиме ние, харизматична мегафауна, што значи дека луѓето ги гледаат како харизматични. Hi guys. My name is Dr. Kelly Yakola. Се викам доктор Кели Јакола. Јас сум когнитивен истражувач и овде работам со делфини. For other people, they might get inspired by... Други луѓе може да се инспирирани од убавината на делфините, нивниот атлетицизам и така натаму. Oh, you want to come play too? For me, it was watching... Јас ги гледам како размислуваат. So, Dolphin Research Center is... Центарот за истражување на делфини е непрофитен истражувачки и образован објект на Флорида Киз. In this study, we set up a game. Во оваа студија користиме игра. Имаме две копчиња и за да победи во играта, делфинот треба да ги притисне копчињата во исто време, во време од 1 секунда, што е навистина многу брзо. За да разберат што е соработка, треба понекогаш да ги испратиме во различно време. And 1, 2, 3, go. Okay, so Reese was sent first. Така, Рис беше испратен прво. И гледате, не оди веднаш до неговото копче. Сега Делта е испратена и да видиме, тие успеа. На крајот на студијата тие притискаа во просек третина од секунда разлика, што е навистина блиска соработка. The most obvious next step is, okay, Најочигледен следен чекор е како го прават тоа. Дали користат некаква вербална комуникација, можеби користат синхронизација, така што можеби се усогласуваат меѓусебно и пливаат заедно и така натаму. other questions we can look at... Други прашања се, например, дали таа соработка во природна средина може да биде пореметена. Ако тие користат некој вид вокална комуникација, тогаш загадување со звуци може да биде пречка на тој пат. Any sort of facility has to have... Секој вид на објект треба да има начин да ги поддржува нивните животни. За нас поддршката доаѓа од посетителите кои доаѓаат тука. Голема улога на ваквите објекти е што луѓето остваруваат конекција со овие цицачи за нивна заштита, а потоа и грижа. Убаво да им се даде информација на луѓето. Тоа е одлично. Но таа информација е корисна само ако луѓето покажат доволно грижа, всушност да отидат да сторат нешто. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Се гледаме повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!